Прва македонска велосипедска експедиција на највисокиот вулкан на светот, Охос дел Саладо, 6893 метри надморска височина, јануари 2024. Ова е Facebook пост што го пронајдов на профилот на Никола Нешковски. Добар ден, почитувани за вас и за Никола Нешковски. Добар ден. Никола, многумина со велосипед не одат ни по низини, ни по планини, а ти со екипата се качуваш на вулкани и тоа ни повеќе ни помалку на највисокиот вулкан во светот. Каков предизвик е тоа? Предизвик што се крчка можда 2 години веќе. Тоа што се крчкаше, завршена е веќе приказната. Се започна, јас би рекол, неколку години уназад, кај што со една екипа почнавме да качуваме малце повисоки планини од она што го имаме тука во Македонија, да речеме. Дојдоа една по друга се редеа и планини и континенти. Започнавме со Африка, со Килиманџаро, продолживме со Дамаванд, во меѓувреме јас фатив нешто на кај Италија, малце пониско Етна, исто вулкан. И лани последно нешто Арарат, пред Охос дел Саладо. И некако ни тргна целава работа, во смисла на тоа тргна дека многу ни убаво. Буквално. Тоа го викам тоа го подразбирам под тргна. Така да си дојде постепено да нели целиме кон највисокиот вулкан на светот. А тоа да не Невадо, не. Невадо Сан Франциско е планина што е исто 6000 метри. Таа ја качивме пред Охос дел Саладо. Можеби на социјални медиуми редоследот малце беше различен бидејќи немавме интернет таму. Тоа е пустина на висина од 4300 метри, кај што бевме, и во околината се планини над 6000 метри, едно 15-тина. Од кој дел може да се возат, делумно, дел нема шанси да се возат. И ние ги пикиравме оние што може. Добро, тоа сигурно чини доста средства. Па, чини доста средства целата приказна. И затоа се спремаме цела година. Зборам под спремање не значи само нели физички и економски има спремање. Така да. Никола, како се дефинираш себе си? Да им објасниме на оние што не слушаат, како велосипедист, како еколог или едукатор. Ова те прашувам затоа што, нели, кога те сурфав по социјалните мрежи, читам дека си дел од Сдруженијето Велоучилишта. Колку ученици, например, или ајде прво кажи за себе, па потоа ќе имаме прашање. Како трите ја би се дефинирал, и како велосипедист, едукатор, еколог и генерално и планинар би спомнал, бидејќи не одам само на 2 тркала на планина. Дел сум и од велоучилиште и од екологик. Тоа се 2 здруженија различни. Екологик работи главно во поле на промоција на животна средина, образование за животна средина, најмногу работи со млади, со деца. Велоучилиште од друга страна и самото име кажува работи на тема промоција на велосипедизам. Исто кај деца. Така да главен фокус на оно што го работам се децата, иако работиме со возрастни, тие, ајде да кажам се, можеби звучи малце незгодно, ама во секундарен план ги ставаме. Децата ни се примарна таргет група со која работиме. Сметам дека треба да им се даде на нив важност, па после на нас, нели, како возрастни. А инаку што друго работиш? Од што живееш? Од тоа, буквално. Значи јас ова го работам веќе со екологик 13 години. Зборам како дел од екологик, меѓутоа претходно сум бил дел од различни други здруженија поврзани со заштита животна средина, така да генерално од тоа, од животната средина, ајде да речеме. Гледам дека испроведуваш анкети на социјалните мрежи, на Facebook прочитав една, за тоа колку учениците одат со велосипед на училиште, па да продолжиме во тој правец. Има ли одзив? Има. За одзив има. Во моментов уште трае. Ако не се лажам, треба да заврши 7, 8, 9 февруари таа анкета. Таа ни е целта на неа да добиеме резултати за да видиме како да поставиме нови активности во иднина. Зборам од септември со учениците и со училиштата со кои работиме. Изумив да кажам, велоучилишта во моментот активно работи со 185 основни училишта на ниво на Македонија. Од сите, зборам од повеќе општини, 30 на 31 општина ни се опфатени. Во поглед на прашањето дали одат, колку одат, не се баш сјајни бројките. Сега веќе ако дискутираме на таа тема, не се сјајни бројките, ама од друга страна... дали младиве се повеќе по спортот, велосипедизмот или по кејф им да си седат дома на компјутер или на мобилен, па со тато, мама со автомобил да ги носат на училиште? Тоа да. Родителите тука ни се една главна
да речеме, алкаво целава приказна. И малку повеќе работиме со нив во последниот период, за да пробаме да ги мотивираме, пробаме да ги убедиме дека со нивна помош, не само детето, може да стигне од дома до училиште, од точка А до точка Б. Иако не е сјајна инфраструктурата, барем во Скопје кај што јас живеам, меѓутоа е подобро од другите градови. Сега барем тоа треба да го искористиме, кога веќе правиме некои споредби. Во поглед на моментот на спорт, велосипедизмот го гледаме ние од повеќе аспекти како здружение, не само спорт. Значи не го промовираме како активност на физичко, само, туку го промовираме како спорт, како начин на живот и како нешто со кое придонесуваме за подобра животна средина. Така да им сервираме на децата еден целосен пакет во поглед на велосипедизмот, бидејќи не може сите да бидеме врвни спортисти. А што е целта на екоучилницата? Екоучилница е па друг концепт. Екоучилница е дел од Екологик како здружение. Екоучилница има за цел да промовира малку поразличен пристап во учењето за животната средина. Бидејќи сега во изминативе години не може да кажам дека во училиштата не се застапени темите поврзани со животна средина. Треба да се повеќе, ама ги има. Сега начинот на кој се предаваат се уште е тој стандарден теоретски каде што наставникот збори, учениците слушаат. Од пред неколку години решивме малце тоа да го промениме, така да сега наставникот не е тој што збори, односно збори неколку минути. После тоа сите се вклучуваат во креирање на активности, во реализација на активноста. Тоа е еден пристап на искуствено. Одите надвор на терен или И така. Ние го промовираме методот на искуствено учење. Значи децата мора да направат нешто, тоа што го збори наставникот, децата сами мора да го изработат. И нашата програма тука за екоучилница се базира на експерименти, во превод активности, часови, кои се поврзани со курикулумот, со наставната програма. Значи не е нешто надвор од неа, меѓутоа пристапот е многу поинтерактивен, позабавен за децата, а целта се постигнува. Тоа е екоучилница. Така, добро. Имаш ли некаква соработка со институциите на системот, со Министерство за здрава животна средина или како веќе се вика, со Министерството за образование? Покажуваат ли тие интерес за твојата и вашата работа? Ќе бидам малце резервиран во одговорот. Слободно. Има некаква соработка. Меѓутоа, искрено, доколку соработката би била поголема и доколку овие институции повеќе се вклучат во она што го работиме и со поддршка. Не зборам за финансиска поддршка, збориме за поддршка на се она што го работиме за да влезе повеќе во систем, бидејќи ние имаме одличен фидбек од наставниците. Ние не го правиме ова за нас. Ние го правиме и за наставниците работат со децата. Така оди синџирот. Како влегувате например во училиштата кога ако немате одобрение од Министерство за образование? Сега ќе објаснам. Не, фактички Министерството за образование не одобрува влез во училиштата, туку одобрува одредени активности или програми. И како новинари знаеме за влез, меѓутоа треба да имаш програма од општината. Од општината. Да, бидејќи основните училишта се под јурисдикција на општината. И фактички ние ова што го зборам за сите активности и од Екологик и од велоучилишта имаме склучено меморандуми за соработка со општините, меѓутоа тие не вклучуваат поддршка. Тие вклучуваат добро, ние сме пратиле до нив допис со детално активности што би правеле, за да знаат кој влегува, како влегува во училиште. Се согласуваат наставниците, пуштаат анкета до родителите исто задоволни, темата окей, и тогаш општината вика супер, еве одобрение, може да работите во училиштата. Меѓутоа тоа не подразбира поддршка од било каков тип. Само отвараат врата. Некој пример за некаква понуда од општините, не мора да кажеш никоја ништо ако има. Да речеме добро, ве гледаат млади дечки, ентузијасти, сакате да направите нешто добро, па да речат еве, ние би сакале да финансираме тоа. За финансирање не. За финансирање не. Во минатото сме имале ситни активности, многу ситни активности ги зборам. Значи тоа и баш ги зборам активности, не се на ниво на проект, тоа е да реализираш некоја работилница. Ама ние правиме стотици работилници во текот на годината. По наши статистики и по она што го добиваме од наставниците, ние работиме годишно со околу 10.000 деца, ученици. Тоа е за нас барем многу голем успех. Колку ние сме допреле со темиве низ цела Македонија. Нема фидбек за финансиска поддршка, ние се снаоѓаме усмисла на тоа дека сме здруженија, отворени повици и грантови. Така функционираме. Тоа е стандардниот концепт, да речам, за функционирање на здруженија во Македонија. Искрено многу е тешко да се добијат државни средства, иако по некоја логика би требало, доколку има општо добро или доколку некој има корист од тоа, да се финансира од државата, меѓутоа не функционира така. А сте се обратиле директно? Да речеме... Сме се обратиле и сме се откажале. Ова не е отворено да кажем. Да, сме се откажали и сега функционираме само на она барање, дајте ни влез во училиштата.
simple as that. Толку. Преска спомна дека во Скопје сепак подобро него во другите градови во врска со овие велосипедски патеки и меѓутоа едно време беше многу популарен тој велопроект. До каде е тоа? Се изградили све што требаше, бидејќи имаше многу дебати, многу активности? Колку што знам, не, од она што може да го видиме, нели? Патеките, инфраструктурата не може да се скрие. Таа тука или не е тука. Меѓутоа ги има повеќе километри, тоа не може да го кажеме дека не е така. Во изминативе, ајде да речам 10 години. И што подразбираш под велопатеки? Она што се да речеме, патот кој јас го одам од дома до работа или низ град, може што го гледам дали е тоа велопатека која ќе се одбележи, патеката за велосипедисти, што е дел од тротоарот каде што оделе пешаци по булевар Партизански одреди. Да, конкретно Партизански одреди, тоа под дефиниција некоја е патека. Меѓутоа онде во Дебармало, што е на самиот коловоз, тоа е лента велосипедска, кога е дел од самиот коловоз. Так. А ова е физички одвоено е. Сега, по логика на нештата, мене Партизанска ми е идеално за да биде велосипедска патека оној делот што е до улицата. Ако нема паркирано автомобили на третата лента, на тоа мислиш? Не, зборам не дел од коловозот, како што е во моментов. Добро. Мене ми е сосема логично да е така, бидејќи јас цело време сум со точак низ градов. Во моментов го имаме коловозот, па имаме тротоарче, тоа е велосипедската, па имаме некои тревнати површини заградени, па после имаме пешачка. Широка. И дупло поширока е таа од велосипедската. И окей да е така. Ама мене главен проблем конкретно на Партизански или на деловите кај што има или Невола Рибар, кај што има велосипедски патеки, ми се пешаците. Тоа е моментот што ја не го разбирам, значи на толкави знаци и на толкави инфоматеријали дека ова е велопатека, се уште одат таму. Например, ја не гледам луѓе дека одат на коловоз. Нели по логика би требало и таму да се движат луѓе. Некако така тече и муаветов во таа насока што следно она што сакав да те прашам. Од тие велопатеки вие мора да се сипнете, да поминете нели низ раскрсница, да се уклучите каде што одат и другите учесници на сообраќајот. И не е само тоа, и кога возите по тие велопатеки каде што треба да возите, тука многу често и пешаци се движат по тие. Каков е односот со другите учесници во сообраќајот? Звонче само решава ситуација за да не влезеш во конфликт. Нели пошто другото би било со Ама звонче решава, да, решава бидејќи малце ги штрекнува и се тргнуваат на страна, ама ја испомнувам. Сега така на шала, пола на смеа, ама спомнувам дека не е тука местото. Нема спас. Ако не се постават оние столпчиња што ја не ги сакам. Како тој пристап е докажан дека психолошки не влијае добро. Конкретно збораме во Британија. Они така исто почнале да ги обележуваат патеките со столпчиња. Тоа е пристап што затвара. Тој не отвара размислување. Јас мислам ако нема столпчиња тука по нашите улици, нема да може ни пешак да помине. Точно, за жал така. Инаку ја не сакам да има столпчиња, ако нема спас. Ке се паркираат и тоа е тоа. Кај мене конкретно зборам, јас живеам во Козле. Мислам дека се вика Московска улицата. Не ми текнува дали овој градоначалник сега, староновиот или претходниот ја обележа патеката, мислам дека сега се бележеше. Мање више. Џабе само е бележена, мислам тоа е за билтен општински. Има дрон фотка, све е супер, колите се тргнати тој ден, има редари, патеката е нова, тоа е фактички лента, не е патека, велосипедска лента, меѓутоа секој ден кога ги додам, колите се паркирани, тоа буквално бочно. И цела лента е зафатена, бидејќи помеѓу столпчињата има 2-2,5 метри. Комбе може да влезе, не кола, во ширина. Значи сообраќајната култура не е на ниво. Па да, и тоа го баш пред некој време гледав некои истражувања и заради тоа ние константно си држиме заедно со најлошите во овој сегмент од Европска унија, Романија и Бугарија, си ги држиме жртвите во сообраќајот. Не ги пуштаме да паднат. Никако. Константни сме, тука сме. И тоа значи дека нема подобрување, мислам. Таа е статистиката. Жртви во сообраќај зборам од аспект на велосипедисти и пешаци, како тие ги спомнувам сега како жртви. Николу, уште едно прашање пред крај. Која е следна дестинација по планините, по вулканите? Имаш плани? Има многу. Има многу. Желби или? Па има и желби, да, ама ако нема па желби, ништо не правиме, да. Нешто се планира за пролет, нешто пониско, ќе видиме дали ќе се оствари. Во Африка, нешто се планира Русија летово. И здравје следната година, јануари, јас доколку имам можност би се вратил пак во Јужна Америка.
ама ќе видиме како ќе се одвиваат работите. Мислам, тоа е еден процес што треба да се изоди и изработи, би рекол, за да нели сите коцки се наместат, пошто не е баш едноставно само желбава да ја имаме. Ама би направил една таква авантура, ама малце покомплексна и по би рекол сурово од ова, во смисла на тоа по тежина и по ниво на авантура. Добро, ти посакувам успех да се качиш со велосипед или пешки по која било планина што ќе ја посакаш. Почитувани, тоа беше Никола Нешковски, планинар, велосипедист, едукатор, еколог, млад човек. Вие слушајте не, следете го подкастот Зошто на Слободна Европа и на Spotify, YouTube, Apple, Google Podcast. Кликнете на Зошто и давајте ни идеи и теми кои сакате да ги слушате. А ние ќе прашуваме преку нашите социјални мрежи. Поздрав од Дејан Балаловски и Зоран Ќука.